Благодарам. Има многу разлика меѓу вас и нас. Луѓето ќе памтат кој го создавал универзитетот, кој го градил, кој го правил, кој ги затвара универзитетите. Дури сега има промена чисто вака, бидејќи кичево окрици движиме по патот, охриѓани да очекуваат дека има иницијатива и за промена на името на универзитетот. Апостол Павле не треба да се вика, не знам како треба да се вика, ќе си во фаза е носе на закон. Вака сега една работа. Почитуван колега, ветувавте. Јас си го барам својата како граѓанин, живеам во таа населба, јас имам многу пријатели. Мене ми е Штип и Карбинци многу близко, едно сме ние. Идат граѓаните, велат, јас ги посетувам, јас сум пратеник од тоа место и викат вака. Кога беа тука, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз не ветуваа. Шо ви ветуваа? Па се што сакаме. Тоа е малку широко. И добро, па вети вика 500 евра плата. Добро. Вети дека ќе има загарантиран откуп на млекото. Знаете дека млекото во Карбици луѓето немат каде да го продат и знаете колку време се каснат субвенциите? Страшна работа. Чисто вака да знаете. Сега. Значи, вие сега ветувавте. Ја одам по вашето ветување. А што сме реализирали вие и ние се гледа подчетот. Вашата е 70 странички, нашата е 500. Тоа е разликата. Сега. Значи, без нервози. Не треба да се нервирате. Тука прашањето е следно. Како вие сега тоа што го ветувавте ќе го направите? Јас би се радувал прв би честитал доколку се направи нешто. Меѓутоа, многу се ветуваше, ништо не се направи. Така да, ве молам, дека ќе гласате или нема да гласате, вие не сте член на комисијата како јас што не сум, така да немате можност да гласате ни против, ни така да малку ве амнестират целата работа. Меѓутоа, јас го предлагам ова. Предлагам и ве замолувам, почитувани колеги, да се изјасните сакате или некате. Не, јас го поддржувам проектот, ама немам право да гласам. Не така. Значи, сакам да знаат граѓаните за што се работи. Така да, објасните им на граѓаните. Ќе го поддржите овој предлог, амандманско решение или не? Благодарам.